Ајде, пред да почнеме со проповедта, сакам да се помолам накратко за Божјо водство. Многу ми е мило прво што гледам толков број на луѓе. Им благодарам на гостите што дојдоа, на сите што го организираа ова. И Господ нека ве благослови, нека ги отвори срцата, ушите, за да ова што сега ќе се зборува, да допре до вас и да има растеж и да биде на благослов за сите. Халелуја, Господе. Доаѓам пред Тебе, Татко Небесен, и сега молам во моќното име на Твојот пресвет Син Исус, да Твојот Дух, Господе, води, да Твојот Дух, Господе, направи и помаза зборовите кои што ќе бидат прочитани од Твоето Слово, за зборовите кои што ќе бидат кажани преку мојата уста, Господе, да го најдат патот до срцето, за да има растеж, за да има плод, Господе, кој што ќе Ти даде Тебе слава. Халелуја, фала Ти, Господе, за оваа заедница, фала Ти за тоа што ова заедница ќе расте, Господе, фала Ти за тоа што оваа заедница си дал изобилие и тоа изобилие ќе се умножува десеткратно, стократно. Фала Ти, Господе, во името на Исус Христос. Амен. Слушнав дека сите сте дојдени тука затоа што ќе сум зборувал за љубов. Не е пуштено вака. Љубовта е многу интересна работа, но ние ќе зборуваме сега за еден аспект од таа љубов. И таа љубов, јас проповедта ја нареков пожртвувана љубов. Во Библијата два збора за љубов се користат. Едната е филео, тоа е пријателска љубов, љубов кон пријателите, со луѓе кои што се чувствуваш убаво, со кои што ти убаво ти оди дружењето, и таа обично е взаемна љубов. Не е еднонасочна. Се дружиме убаво ние, супер ние. И другата љубов која што е многу позастапена во Библијата е агапе љубов. Обично таа љубов кажуваат само еден аспект од таа љубов. Добарем јас досега сум слушнал дека е безусловна, и тоа е точно. Агапе љубовта е безусловна, ама не е само безусловна, туку прави акција. Е пожртвувана, служи на другите, не е себична, значи не е само толеранција. Затоа што, пазете, агапе љубовта, за разлика од филео љубовта, најчесто е еднонасочна. Зошто? Затоа што затоа што таа љубов бара да другите луѓе се сакаат и да им се служи дури кога не го заслужуваат тоа. Во Евреите 10 глава 24 стих пишува да се поттикнуваме едни кон други кон ваков тип на љубов. Да се поттикнуваме кон безусловна љубов, агапе љубов. И зошто да го правиме тоа? За да имаме взаемна и безусловна љубов која што ќе пребива помеѓу нас. За да не биде еднонасочна, него да биде двонасочна. И сега ќе ги дефинираме стандардите на таа агапе љубов од аспект на Бог, како Бог не љуби нас, како Бог настапува спрема нас, како Бог очекува ние да му ја возвратиме љубовта и како Бог сака ние како негови деца да си даваме љубов едни на други. Тие три точки сакам да ги поминам, зошто? Со цел да се поттикнеме да ја користиме таа безусловна љубов едни спрема други, за таа да пребива, да најде пребивалиште во нас. Амин. Може да појдеме во Јован 15 глава 13 стих. Ова е стандардот на љубовта која има Бог кон нас. И Исус зборува тука и вика никој нема поголема љубов од оваа да ја положи некој својата душа за своите пријатели. Никој вика нема поголема љубов од оваа. И знаете што е интересно? Тоа го зборува на луѓето кои што му се пријатели, им кажува. Ама знаете дека и покрај тоа што рече никој нема поголема љубов од оваа, тој сепак покажа и поголема љубов. Овде зборот е агапе. Покажа поголема љубов. Знаете зошто? Затоа што го положи животот за неговите непријатели. Затоа што тој умре уште пред ние да бидеме негови пријатели. Тој умре за нас додека бевме во гревот. Значи даде изјава и ја нацкукна таа изјава. Како апостолите, односно најде како Јован гледа на оваа Божја агапе љубов.
Значи, ние се фокусираме сега на агапе љубовта, не се фокусираме на другите типови на љубов. Јован го гледа на овој начин. Бог вика толку многу несебично го засака светот, пожртвувано го засака светот Бог, што направи таква жртва што својот син си го даде, зборувам за Јован 3:16, та секој кој што верува во него да не загине. И на друго место вика љубовта, јас вика, ја познаваме, Јован вика, јас ја познав љубовта по тоа што тој пожртвувано за нас си го даде својот живот. И на друго место вика, Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Во што се состои љубовта? Во тоа се состои љубовта, бидејќи не го возљубивме Бога ние, туку тој не возљуби нас. И го испрати својот син како жртва за измирување за нашите гревови. Ова е во 1 Јованово, 4 глава, 9 и 10 стих. Со ова јасно е поставен стандардот за како Бог гледа на нас. Како Бог не љуби нас. Не љуби пожртвувано. Не љуби често еднонасочно. Често љубовта од наша страна не му е возвратена. Но тоа не е нешто во кој што тој ужива, тој сака биде пријател со нас, сака да има заедништво со нас. Меѓутоа, ние често се поставуваме на таков начин што само примаме, а не правиме ништо. Затоа што стандардот кој што ни го покажува Бог е агапе љубов кој што подразбира жртва, љубов која што подразбира акција. И ајде сега да видиме што Исус очекува од нас, пошто ги има и тие очекувања јасно и гласно кажано. Исус вика во Јован 14 глава 15 стих. Ако ме љубите, пак е зборот, значи сите стихови што ги читам, зборот агапе е. Ако ме љубите, што значи ако пожртвувано ме љубите, вика пазете ги моите заповеди. Пази ги моите заповеди, така ќе ми покажеш дека ме љубиш. Прави го она што јас ти го заповедав и така ќе знам дека во тебе има љубов за мене. На друго место каде што јасно Исус покажува каква љубов бара е случката со Петар. Сите знаете Петар, јас барем често така кажувам дека не постои друго христијанство освен она каде што човекот е спремен да си го даде својот живот за Господ. Дека поинакво христијанство не постои. Често тоа го кажувам. И сакам да верувам дека ако дојде таков момент нема да направам како Петар. И Господ нека ми е на помош. Петар даде таква изјава. Рече, Господе, јас животот ќе си го дадам за тебе. Таа е таа пожртвувана љубов. Душата своја ќе си ја положам за тебе, рече Петар. И сите знаеме што се случи. Рече, ти пред да пропее петело 3 пати ќе се откажеш од мене. И Петар се откажа 3 пати од него, но после тоа има повторна средба. И ние тука што го читаме во Библијата е еден збор искористен, а тамо се искористени двата збора, што ги спомнав, и агапе и филео во нивниот разговор. И е многу битно за да се разбере што се случува, да се знае кога, кој збор и каде е искористен. Исус, кога завршија со јадењето, ова е Јован 21 глава 15 до 17 стих за сите кои што запишуваат, кога завршија со јадењето, Исус му рече на Симон Петар, Симоне Јонин, ме љубиш, и овде ја користи зборот агапе, ме љубиш ли пожртвувано? Ме љубиш ли повеќе од овие? Спремен ли си да умреш за мене? А ова е случката после тоа што кажа дека е спремен и 3 пати се откажа. И Петар му вика, да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Ама Петар го користи зборот филео. Знаеш дека сакам да бидам околу тебе. Знаеш дека сакам да се дружам со тебе. Знаеш дека ми годи твоето присуство. Тоа му враќа. Не му враќа сакам да умрем за тебе, спремен сум. Затоа што веќе се доаѓа од таков момент каде што го изјави тоа и поплука на тоа. Се откажа пред 3 пати, пред слуги, пред слугинка. Исус му вика и покрај тоа што му вика сакам да бидам во твоето присуство, му вика паси ги моите јагниња. И го праша уште еднаш, по втор пат. Симоне Јонин, ме љубиш ли?
И овде повторно прашува со зборот агапе. Ме љубиш ли пожртвувано, ме љубиш ли безусловно? Би умрел ли за мене, со други зборови? И Петар му вика, Господи, ти знаеш дека те љубам. И повторно го користи зборот филио. Ти знаеш дека сакам да бидам околу тебе. Што ме прашуваш, знаеш дека ти кажав дека ќе умрам и го направив тоа што го направив. Знаеш дека сакам да бидам околу тебе. Зошто го бараш тоа од мене сега? И Исус му вика повторно, паси ги моите овци. И по трет пат му рече, Симоне Јонин, ме љубиш ли? И сега го користи Исус зборот филео. Исус веќе не го користи зборот агапе, го користи зборот филео. Петар се нажали. Пошто свати што се случува. 3 пати се откажа, 3 пати беше прашен и третиот пат го искористи Исус зборот филео. Ти знаеш дека те љубам. Петар се нажали дека по трет пат го праша. Ме љубиш ли? И му рече, Господи, ти се знаеш. Ти знаеш дека те љубам и знаеш како те љубам. Ти кога реков дека те љубам доволно за да умрам, знаеше дека не е вистина. Му рече, ти се знаеш. Ти знаеш дека те љубам. И Исус му рече, паси ги моите овци. 3 пати се одрече, 3 пати Исус го праша дали ме љубиш. Ова е многу силна работа што се случува овде. Бог го покажува стандардот и што очекува како да го љубиме ние. Меѓутоа никогаш неисполнетите очекувања нема да направат тој да не отфрли. Исус секогаш ќе дојде, ќе се спушти на нашето ниво каде што сме тука, покажувајќи ни го стандардот за да утре го достигнеме. И после му кажува во текстот долу, кажува сатаната побара да те расе, кога беше млад одеше кај што сакаше, но ќе заврши вака, ќе заврши така и вистина. Петар, ако читаме во историја на црква, заврши пожртвувано за Исус Христос. Го даде својот живот, покажа безусловна љубов, го постигна идеалот, го постигна она кое што беше очекувано. И амин, сакам сите да сме спремни да го постигнеме тој идеал, она што Исус го бара од нас, да можеме да го вратиме, затоа што тој ништо помалце не направи, туку повеќе. Затоа што ние како негови пријатели, тој очекува да го љубиме безусловно, а тој не љубеше како негови непријатели безусловно. Амин. На друго место е во Откровение, каде што Исус го кажува следново. Исто зборот агапе искористен. Вика, имам нешто против тебе. Ова изборува на црквата во Ефес. Им зборува во црквата на Ефес. Ова мене ми е многу омилен стих, нема да налегувам во тоа, многу си го сакам. Но овде се ја кажува истата поента, истото барање, истиот стандард го поставува, кога им кажува на ефесијаните, вика, се правите кој што треба, се правите добро, супер сте, го правите ова што го сакам, го неќете тоа што го мразам, лично не го сакам. Но едно, вика, имам против вас. Но имам нешто против тебе, бидејќи ја остави својата прва љубов. Ја остави својата прва безусловна љубов. Сети се од каде си паднал и покај се. И не врати се на првата љубов, туку врши ги поранешните дела. Ќе дојдеме до тоа зошто вршењето на делата. Ние уствари спомнавме, малце начнавме, вршењето на делата, вршењето на заповедите Христови е показател за тоа дали ние условно или безусловно го сакаме. Дали сме самоприматели или сме спремни со се што сме да живееме за Исус Христос, затоа што верувајте ми, не постои друг начин да се биде христијанин, освен да се биде спремен по секоја цена, дури по цена на твојот живот и на твоето семејство, да се сака Исус безусловно. Не постои друг начин. Значи, Исус јасно го наслика, јасно го представи очекувањето, како очекува ние да го љубиме Него. Стандардот за како да се љубиме едни со други нималку не е поразличен. Ова дури страшно е. Да, страшно е. Овој апостолов на љубовта што го викаат, ако го читаме прво
прво послание по Јован, таму има страшни работи. Ако за љубов зборува, нема тоа да кажу, ќе читам друго нешто. Еве, прво Јованово 4:11. Возлюбени, кога така не возлюби Бог, тогаш и ние сме должни, нагласувам, ние сме должни да се љубиме еден со друг. Не е препорака. Е должност да се љубиме еден со друг. Прво Јованово, ќе се вратиме малце поназад, 3 глава, 23 стих. А неговата заповед е таа, заповед, да веруваме во името на неговиот син Исус Христос и да се љубиме еден со друг, како што тој ни заповеда. Значи, да се љубиме еден со друг, како што Исус ни заповеда. Како ни заповеда? Во Јован 13:34, Евангелие Јован, по Јован 13:34 вика, да се љубиме едни со други, како што тој не возлюби нас. Вика, љубете се едни со други, како што јас ве возлюбив вас. Како не возлюби тој? Безусловно. Не возлюби без никакви услови, пожртвувано. И сега еве еден интересен стих, кој што сметам дека е многу битен, и ова е само вториот дел за нашите должности. Повторно сме должни. И сакам сите да си го размислиме. Прво Јованово 3 глава 16 стих, вториот дел. Апостол Јован кажува, ни отчитува нашата должност и го кажува ова. Но и ние, сите, јас, ти, сите кои што сте тука, сме должни, не сте должни, сме должни да ги полагаме своите души за браќата. Кој од тука е спремен да умре за мене? Алелуја. Алелуја. Кој од вас спремен, повторно ќе прашам, да умре за мене? Двајца, тројца, четворица? Алелуја. Треба да бидеме спремни сите, да сме спремни да го положиме својот живот за другите, затоа што другото не е христијанство. Другото е конзумерство. Конзумерство. Да, само да примаш, само да без ништо да дадеш. Христијанство без ништо да те чини, без да нема никаква цена, безвредно се. Не даваш ти ништо, а добиваш се. Христијанството, она барем кое што Исус го воспостави, она за кое што Исус умре, кошта многу. Кошта пари, може да кошта и живот. Кошта време, кошта енергија, многу работа. Знаете, љубовта е опишана на многу начини, и тоа ова агапе љубов е опишана на многу начини во Библијата. Но неколку моменти сакам како клучни да издвојам, дека ова агапе љубов е, како да кажам, основа за надоградување. Тоа е основата, азбуката во христијанството. Во Ефесијаните Павле, вчера баш за тие што беа тука зборував во сосем друг контекст, меѓутоа тој стих не го прочитав од следниот, почнав да читам, тоа е Ефесијани 1 глава 15 стих, каде што Павле вика, а од кога слушнав за вашата вера, значи од кога слушнав за вашата вера и кога разбрав за вашата агапе, пожртвувана љубов, љубов која што спремна да си го дадите и животот свој за сите браќа, не престанав да благодарам за вас и да молам. Што да прави? Да не престанав да благодарам и да молам, затоа што виде и слушна дека има вера, дека има пожртвувана безусловна љубов кон сите браќа, и вика, сега молам, браќа,
Бог да ви ги отвори очите на срцето ваше и да се надоградите во знаење, во искуство, во разбирање на работите. Верувајте, основата се верата и љубовта. Основата на се љубовта е лепакот кој што ги поврзува сите работи. Знаете, Исус кажува една многу интересна изјава. Вика, луѓе, кога ќе заминам јас, нема вика да ве препознаат по тоа колку библиски стихови знаете. Нема да ве препознаат во тоа колку сте шармантни или колку сте, што знам, дружелюбиви или фини, дури, љубезни со другите луѓе. Пошто љубезност и љубов е различно. Знакот на препознавање е дека ќе имате безусловна пожртвувана љубов еден спрема друг. Слушајте, љубовта не можеме, таквата љубов не може да се фејка. Не можеш ти да глумиш дека го сакаш некого и си спремен да умреш за некого. Тоа се гледа и тоа се квалификува во светот надвор од црквата како лицемерие. Значи не можеме ние тоа да го глумиме, или ќе го прифатиме дека ова е стандардот и ќе те жнееме кон тој стандард, или да не глумиме финоќа. Нема потреба, затоа што само поголема штета ќе направиме. Јован 13 глава 35 стих. По тоа сите ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате агапе меѓу себе. Безусловна љубов помеѓу себе. Сите знаете за 1 Коринтијани 13 глава 1 до 13 стих. Ние дори ги имавме тие стихови на поканата за свадба. Да, се многу добри, многу силни стихови. И баш тие стихови зборуваат дека без љубов се е анулирано, ништо не вреди. Џабе ти е се без љубов, ама не било каква љубов, безусловна, пожртвувана љубов. Се друго паѓа во вода. Јас сакам да ги прочитам затоа што се многу силни. 1 Коринтијани 13 глава 1 до 3 стих. Спремни? Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Со други зборови ништо. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење и така силна вера што планини вака да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. Оваа љубов не е романтична љубов, не е пријателска љубов, е безусловна пожртвувана љубов. И целиот свој имот да го раздадам, да си го предадам телото да ми изгори. Ако љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува. Љубовта не е горделива. А ние не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памети зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева и се поднесува. Љубовта, агапе љубовта, никогаш нема да пропадне. Љубовта, агапе, безусловната, пожртвуваната љубов има трајна вредност, вечна вредност. Никогаш нема да пропадне. А пророкувањата ќе поминат. Јазиците ќе замолкнат. Знаењето, кое што
Ние толку сме горди на тоа и го кажуваме, не бареќе ја замениме љубовта со нашето знаење, колку сме паметни, колку знаеме Библија. Ќе исчезне. Затоа што само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев дете, зборував како дете. Како дете мислев, како дете размислував, ама сега сакам да стана маж. Тој пишува кога станав маж, ама ние сме пред фаза за тоа. Да. А кога станав маж, го оставив детското. Па дај, браќи и сестри, да го оставиме навистина детското. Време е да го оставиме детското. Време е македонската црква да се ослободи од тој синдром на Петар Пан. Да. Тој синдром го има веќе 20 години. И време е македонската црква да се ослободи од синдромот на Петар Пан. Сега гледаме како ни изогледало нејасно, а тогаш лице в лице. Сега спознавам делумно, а тогаш ќе спознавам совршено. А сега остануваат овие три работи. Верата, надежта и љубовта. А најголема меѓу нив е љубовта. Затоа што единствено таа е трајна. Единствено таа е вечна. Реков дека нема да спомнам, а ќе спомнам, затоа што е битно. Во послание по Јован има еден стих, кој што барем за мене е страшен, не знам за вас. Вика, како знаеме дека сме се тргнали од темнината, сега сме во светлината. Знаеме по тоа што ги љубиме безусловно сите браќа и сестри околу нас. Ги љубиме пожртвувано и така знаеме дека сме се тргнали од светлината. Од темнината. Фала, Алек. Интересно е што Бог, додека колку и да беше кратко времето што спремав ова порака, синоќа, ме просведочи за една работа. Сега јас ви зборувам тука од позиција на авторитет, па си мислите тој супер што е, вие не чините. Не. Сите треба да дојдеме до спознание на ова, и сите треба да почнеме да го градиме и да станеме мажи и жени Божи, а да престанеме да бидеме деца. Кога некој ќе ти изгреши или кога некој ќе ми изгреши, агапе љубов сметав дека е толеранција. Ми изгреши братот, ми изгрешила сестрата и јас шо правам, го толерирам. Така покажувам агапе љубов, не му се лутам, не се карам со него, ај сега брат си ми изгрешил, окей, простено ти те толерирам. Агапе љубов не е толеранција. Агапе љубов е превземање на акција, дури кога братот твој ќе ти изгреши, ти да правиш работи добри за него. Кога сестрата твоја ќе ти изгреши, да ти не престанеш да правиш добри работи за него. Сме побркале толеранција со вистинска љубов. Јас сум побркал толеранција со вистинска љубов, не знам за вас. И тоа е нешто кое што мора црквата да почне да го применува. Толеранција не е агапе љубов. И знаете, Исус оди уште подалеку. Да. Уште подалеку оди од ова. Вика, љубете ги вашите непријатели. Со агапе љубов. Тоа не значи да ги толерираш непријателите, него да правиш добри работи за нив. Ние браќи и сестри сме изгубиле трпение, дури не ги ни толерираме непријателите. Секој да се прииспита во срцето свое. Јас се преиспитувам, се преиспитав, ми беше просведочување. Дали живееме онака како што Исус ги постави стандардите? Дали ми... Ајде да речеме дека мнозина од нас него ни знаеле стандардот, дека агапе е активно правење добро на секој еден. Ама сега од кога го знаеме, да почнеме да делуваме, да почнеме да го правиме тоа. Мнозина веројатно од вас ќе праша дека како е можно тоа, некој што те мрази, што ти прави зло, ние да му правиме добро.
и човечки е невозможно. Арно ама, во Тимотеј, 2 Тимотеј, 1 глава, 7 стих, Павле му кажува многу силна работа. И тука е Агапе, зборот искористен на Тимотеј, му кажува многу силна работа. Бог не ни даде, често го цитираме, ама не во овој контекст. Затоа што Бог не ни даде, вика, дух на плашливост, на страв, туку на сила, љубов и благоразумност. Сила не само за да бидеме храбри, сила да бидеме понизни, е истата таа сила, која што преку тој дух, кој што не е кукавички дух, имаме сила, имаме можност да ја користиме. Зашто? За на разумен начин да покажеме безусловна љубов дури на непријателите. Сте размислували ли за, има апостол Петар каже на една изјава, вика, љубовта покрива многу гревови. Вика, како тоа се љубовта покрива многу гревови? Ние се тоа си го прифаќаме како љубовта, па тогаш обара Исус. Знаете, ќе се научи човештвото да љуби. Така, ќе љуби безусловно и ќе си ги прости гревовите. Ова е малце подлабоко. Не знам дали да одам таму или да ви го оставам за домашно. Да го споделиме тоа? Исус кажува, оној кој што ме љуби мене, нека ги врши моите заповеди. Љубовта е вршење на Христовите заповеди. Вршењето на Христовите заповеди значи покаяние. Зашто значи покаяние? Затоа што си се свртел од себичните пориви и вршење на твоите дела и на твоите желби и си се свртел кон она да го правиш што го прави Исус. И тоа значи дека ти живееш во агапе љубов според Христос и Исус го знае тоа. Покаянието само по себе пред Христос, жртвата Христова носи опростување. Затоа Петар го кажува тоа. Љубовта покрива многу гревови, затоа што љубовта значи вршење на Христовите дела. Амин. Многу сме тивки. Ве замислив? Јас кога имаме евангелизации, знам често да кажувам за најголемата љубовна сторија во историјата на човештвото и бев во заблуда едно време дека јас ја имам смислено. Не историјата, него насловот. И јас сакам накратко да ви кажам дека навистина таа најголема љубовна приказна сторија не е ниту од Шекспир напишана, ниту е во Холивуд снимена, туку од наш човечки аспект е започната на Божиќ и имаше кулминација на Великден. На Великден, на тој крст, Исус ги рашири вака рацете, да ни каже колку многу не љуби. Ја покаже таа агапе љубов, е вака. Еве олкуве љубов. Еве олкуве љубов. И тој на тој крст умре. Беше погребан и на третиот ден воскресна. На крстот ги зеде сите наши гревови, ја испи полната чаша на Божиот гнев на тој крст. Ама не остана во гробот. Сега се ближи Великден, на третиот ден Исус воскресна. Амен. И е жив и денес и е поставен од десната страна на таткото. Словото вика, ако некој верува дека Бог го воскресна Исус од мртвите и исповеда дека Исус е Господ, ќе биде спасен. Тука има и нови луѓе. Јас сакам да на сите да ви дадам шанса да си го обновите заветот со Господ, да молите за ова што сега го зборувавме, а тие што се прв пат,
имаат можност да го прифатат Исус за нивни спасител и Господар.